Почитувани ученици, јас сум Јова Сребреновска, наставник по техничко образование во Општинското основно училиште Јонче Смугрески од Обршани. Новата наставна содржина е регулирање на сообраќајот на крстосници со сообраќајна сигнализација. Цели кои треба да се постигнат на часот се да ги знаете и да ги почитувате сообраќајните правила и прописи како учесници во патниот сообраќај, да умеете да објасните за начините на регулирање на сообраќајот на крстосници, да знаете за примената на сообраќајната сигнализација, да стекнете навики за учество во сообраќајот и да се изгради култура на однесување на крстосниците. Да се потсетиме какви видови крстосници постојат. Еден вид се нерегулирани крстосници. Тоа се оние каде нема сообраќајна сигнализација. Сообраќајот се одбива со почитување на правилото од десна страна, кое гласи: сите возила што ви доаѓаат од ваша десна страна имаат предност на минување. Еве една таква ситуација на нерегулирана крстосница, каде што доаѓаат две возила кои што нивни правци се крстосуваат. Оној што и доаѓа од десната страна има предност пред тој што врти влево. Еве и друг пример на таква нерегулирана крстосница. На нерегулирана крстосница, ако доаѓаат возила од сите 4 страни и ако сите се вкрстосуваат, тогаш важи уште едно правило, а тоа е правилото на договор, односно се договараат возачите кој прв да ја напушти крстосницата, а потоа ќе се движат со почитување на правилото на десна страна. На нерегулираните крстосници првенство на минување имаат специјалните возила, но само кога имаат вклучено ротационо светло или даваат звучен сигнал. Тука спаѓа возилата од брза помош, полицијата, противпожарното возило и возилата на армијата. Вториот вид беа регулирани крстосници. Тоа се оние каде е поставена хоризонтална и вертикална сообраќајна сигнализација. Еве една таква крстосница која што сообраќајот се регулира само со сообраќајни знаци. Еве уште една крстосница каде сообраќајот се регулира и со семафор и со знаци. И третиот вид крстосница во која сообраќајот се регулира со сообраќајен полицаец, со семафор и со сообраќајни знаци. Што е правило од десна страна? Значи, тоа е правило кое се почитува секогаш и кај нерегулираните и кај регулираните крстосници за сообраќајот да биде безбеден. Пример, на иста улица едно возило се движи право, тоа е со зелената боја, а од спротивната насока му доаѓа возило кое што врти влево, тоа е со црната боја. Значи, нивните насоки се сечат. Што се случува во таквата ситуација? Возилото што се движи право, односно не ја менува насоката, има предност пред возилото што врти влево, значи тоа е правилото од десна страна, кое што секогаш има предност. Еве уште една таква ситуација, каде што имаме сега регулирана крстосница, каде имаме пат со првенство на минување и друга улица, во кој што едно возило го задржува правецот, а другото возило го сменува правецот. Она што го задржува правецот има предност пред тоа што го менува правецот. Какво може да биде регулирањето на сообраќајот на крстосниците? Постојат 3 начини на регулирање на сообраќајот на крстосниците, а тоа е регулирање со сообраќајни знаци, регулирање со светлосни сигнални уреди, а тоа се семафорите, и регулирање со овластено службено лице, односно сообраќајниот полицаец. Сега подетално ќе видиме за секој начин на регулирање на сообраќајот. Прво да го разгледаме регулирањето на сообраќајот на крстосници со сообраќајни знаци. Знаете дека сообраќајните знаци беа поделени во 3 групи, односно категории: знаци за опасност, знаци за изречни наредби и знаци за известување. Знаците за изречни наредби се делат уште во 2 подгрупи, тоа се знаците за забрана, односно ограничување,
и знаците за обврски. Крстосниците на кои сообраќајот се регулира само со сообраќајни знаци, учесниците треба да ги почитуваат правилата што ги изрекуваат тие сообраќајни знаци. Сега ќе прикажеме најчесто применувани сообраќајни знаци на крстосница. Еве еден пример, а тоа е знак кој што гласи пат со првенство на минување. Тој им кажува на возачите што се движат во тој правец дека имаат предност пред другите возила. Вториот најприменуван сообраќајен знак е крстосување со пат со првенство на минување. Тој им кажува на возачите што се движат во тој правец дека нивниот пат нема предност, односно дека се вкрстосува со патот со првенство на минување и треба да ги пропуштат сите возила кои доаѓаат од тој пат, значи од патот со првенство на минување. Други најчесто применувани знаци се дозволените насоки. Тие им даваат обврска на возачите да се движат само по тие дозволени насоки. Знакот стоп значи задолжително запирање. И уште еден, положба на патот со право на првенство на минување. Еве една ситуација во која што се најчесто применуваните знаци поставени на крстосницата. Пат со првенство на минување и крстосување со пат со првенство на минување. Вториот начин е регулирање на сообраќајот на крстосници со светлосни сигнални уреди, семафори. Знаеме дека семафорите може да бидат поставени на крстосницата вертикално и хоризонтално, но сепак го имаат истото значење, како што веќе знаете, и треба да се почитуваат за да не ја загрозиме својата и безбедноста на другите. Еве семафор за возачи, семафор за пешаци. Семафорот за возачи има 3 светла, каде што црвеното светло значеше забранет премин. Уште вклучено црвено светло се вклучува и жолтото. Значи, заедно црвено и жолто светло, значи припремање за тргнување, се исклучуваат црвеното и жолтото, светнува зеленото светло. Тоа е слободен премин за возилата во тој правец. Се исклучува зеленото светло, се вклучува само жолтото светло, а тоа е предупредување, односно припремање за застанување, значи повторно доаѓа до исклучување на жолтото и вклучување на црвеното светло. Семафорот за пешаци имаше 2 светла, црвено забранет премин и зелено дозволен премин. Многу често на крстосниците можеме да забележиме и жолто трепкаво светло. Тоа значи дозволен премин со голема внимателност и со почитување на останатата сигнализација, односно сообраќајните знаци или правилото од десна страна. Кога на крстосницата има комбинирано семафор и сообраќајни знаци, тогаш се почитуваат знаците, сигналите што ги дава семафорот. А ако во моментот не функционира семафорот, тогаш се почитуваат сообраќајните знаци. Регулирање на сообраќајот на крстосници со службено лице или сообраќајен полицаец. На ваквите крстосници сообраќајот се одбива исклучиво со почитување на знаците што ги дава службеното лице, без оглед на другата сигнализација, а тие знаци се даваат со раце, со положбата на телото, со светлосни знаци, може да користат таблица, палка, батериска светилка или фенер, или со свирка. Сега ќе прикажеме неколку начини каде сообраќајниот полицаец ги дава знаците со раце и тело. Кога едната рака е подигната вертикално, значи задолжително запирање на сите возила. Подигната и испружена рака со дланката насочена кон одредено возило, значи задолжително запирање на тоа возило. Доколку телото е во нормална стоечка положба или во положба со хоризонтално одрачени раце, возилата што му доаѓаат од правец кон кој му е свртен грбот, односно градите, мораат да запрат, и затоа во нашата ситуација се со црвена боја,
а возилата што му доаѓаат од бочните страни имаат предност на минување. Хоризонтално испружена рака, значи забранен сообраќај за сите учесници чија насока го сече правецот на раката. А дозволено е движење само во правецот на испружената рака. Кога сообраќајниот полицаец кружи со раката во лактот од десно налево, значи дека возачите во чија насока се дава знакот треба да го забрзаат движењето на своето возило. Кога сообраќајниот полицаец лесно мафта со раката горе-долу со дланката свртена надолу, значи дека возачите во чија насока се дава знакот треба да ја намалат брзината на движење на возилото. Рековме дека регулирањето на сообраќајот со сообраќајниот полицаец може да биде и со користење на стоп таблица или со користење на свирка. Звучните знаци кои се даваат со свирка се применуваат во комбинација со знаците кои се даваат со рака. Еве ќе прикажеме неколку начини. Еден краток свиреш, тоа е повик да се посвети внимание на овластеното службено лице кое со знакот изразува одредено барање. Повеќе последователни кратки свирежи, значи дека некој од учесниците во сообраќајот постапил спротивно од барањата изразени со дадениот знак, спротивно од поставената сообраќајна сигнализација. Еден долг свиреж со вертикално подигната рака, значи внимание, односно задолжително запирање на сите учесници во сообраќајот. На крстосниците може да постојат и дополнителни светлосни знаци за регулирање на сообраќајот. При постоење на дополнителни светлосни сообраќајни знаци, возачот е должен да се придржува кон значењето што го даваат тие знаци за да имаме безбеден сообраќај. Во нашиот случај имаме семафор во кое што е вклучено црвеното светло, а над него постои тајмер, односно одбројувач во секунди. Во нашиот случај, бројот 49 на тајмерот покажува дека уште толку секунди ќе биде вклучено црвеното светло, а потоа ќе се вклучи жолтото светло. Во другиот случај имаме зелено светло вклучено, 45 секунди на тајмерот, значи уште толку секунди ќе свети зеленото светло, потоа ќе се вклучи само жолтото светло. Што научивме и што треба да знаеме? Да ги почитуваме сообраќајните правила и прописи како учесници во патниот сообраќај за поголема безбедност на сите. Умееме да ги објасниме начините на регулирање на сообраќајот на крстосници, знаеме за примената на сообраќајната сигнализација и стекнуваме навики и сообраќајна култура за учество во сообраќајот. За домашна задача можете да објасните како се регулира сообраќајот на крстосница при комбинирано семафор и сообраќајни знаци. Размислете кој има предност и по кое правило треба да се движат велосипедистите на следната ситуација. Дали велосипедистот со број 1 или велосипедистот со број 2. Обидете се да истражите во вашето мало со што се регулира сообраќајот на крстосница и дали се почитуваат правилата. Научете ја лекцијата од учебникот од страна 64 до 68. Ви благодарам.